Во изминатите 4 години, можам да ги кажам бројките, бидејќи за оваа година акцијата која ќе заврши, нас ни требаат околу 2-3 недели после акцијата за да ги собереме сите податоци, да. Во однос на колку отпад е собрано, колку пластика, колку хартија, колку каба, значи по категории ги добиваме од сите општини, колку граѓани биле вклучени. Во тие изминати 4 години беа вклучени над 44.000 волонтери низ цела држава во над 500 локации, од кои што 10.000 беа деца. И тоа е многу интересно и за поздравување. Се надевам дека оваа година преку проектот што го имаме заедно со Министерство за образование и УНИЦЕФ, дека таа бројка ќе биде уште повисока, бидејќи оваа година децата има специјален генералка викен еко час. И во однос на засадени дрва, во изминативе 3 години од страна на Министерство за земјоделство и национални шуми, базирано на меморандумот што го подпишаа со нас, како Man and Mountain, се посветени и посадени 125.000 садници. И добивме информација дека 70% од нив се преживеани и растат на овие неколку локации. Тоа се импресивни бројки. Очекувате и во иднина, еве посебно разговаравме со Ханес за поддршката која сега добивате од една друга битна институција во државата. Дали очекувате овој тренд и до година да биде исто стабилен, па може би да расте? Па се надевам, да, јас навистина се надевам дека секој од нас ќе свати дека ова е наша должност како граѓани. Ако во дневна соба не одложуваме отпад, зошто би одложили на улица, на јавен простор? Затоа што сите јавни простори се сопственост на граѓаните и мора да ги третираме со грижа и со одговорност. Заборавив само да споменам дека во изминатите 4 години се собрани 1 милион килограми отпад вкупно.